Прва работа. Зошто е важно масовно да гласаме на 5 следниот месец? Важно е затоа што само овој концепт кој го поддржуваме јас, премиерот и сите ние што сме од владеачката структура, само овој концепт ја води државата во НАТО и во Европската Унија. 30 години. Оваа земја, сите генерации политичари сакаат да ја видат во тоа друштво. Сите, нема ни еден исклучок, и голема партија и мала партија, и на власт и во опозиција. И партии на албанци, и партии на власи, и на срби, и на бошњаци, и на срби, и на роми, и на македонци, сите без исклучок. Со потпол консензус сакаат да ја видат во Европската Унија и во НАТО. Сега оваа генерација македонски политичари, конечно тој сон почна да го остварува. Покана за НАТО добиена помалку од 2 месеци од денес датум за преговори со Европската Унија. Значи, само овој концепт, ако добие мнозинска ваша поддршка на 5, ја носи Македонија во друштво на најразвиените држави на светот. Втора работа. Масовното гласање за бројот 3 на 5 мај значи дека никогаш повеќе во оваа земја нема да се врати режимот на Груевски и на фамилијата. Тоа е исто така многу битна работа. На 5 мај значи дека никогаш повеќе Груевски нема да се врати на власт во Република Северна Македонија, а ќе се врати да отслужи казна затвор во Идризово. На 5 мај сите ние, дури оние кои не го сакаат бројот 3, ќе добијат председател од кој нема да се срамат и тука и во светот. Па зашто крварев? А и вие со мене. Па зашто храброст покажавме по цена на сите политички поени да ги изгубиме? Зарем да го пуштиме тоа целото низ вода? Не. Или од почеток до крај ќе ја правиме државата, или на сред пат нема да ја правиме. Затоа што на вистина сме на пола пат. Повеќе никој не е пречка за ова наша прекрасна, убава и надежна земја. Сега работите зависат од нас дома. И ќе зборуваме честно и поштено, па да останам последен функционер со мојот народ. Ќе се борам, оти само така ќе поставиме ред и поредок во нашата земја. Доказ дека имаме систем кој што функционира, дигнаа гласот граѓаните, системот профункционира. И еве ги денеска одлуките. Директно наредба испраќам до сите. Веднаш да се повлечат од работните места кај што се. Директно, тамо, само така ќе функционира систем. Државна антикорупцијска комисија е независна институција. Очекувам од неа да ги соопшти резултатите и ги најави и за другата страна. Оти тие беа примерот за непотизмот во државата и целосното партиско, но и роднинско вработување. Очекувам и на другата страна. И секако повикувам и на политичка и на професионална одговорност од секој што направил дело непотизам и гоускратил правото на граѓаните. Само така ќе ја средуваме државата. И никако поинако. Јас знам дека сите вие кои што останавте дома, не излегувајќи на гласање на 21 април, знам дека се ежите од помислата режимот да се враќа. Знам. Знам дека верувате дека тоа е истинскиот пат. И знам дека сте избрале многу прецизен начин како да ја испратите пораката. Но испраќам порака до вас, затоа што и вашите деца се во прашање, како што се во прашање и моите и на сите нас. Должност е наша родителска, татковинска, родолюбска, патриотска, да обезбедиме државата, да ја гарантираме сигурна иднина, да оди напред, да не застанува, да не се враќа назад. Цело време се враќа назад. Мора да оди државата напред. Одговорност е моја, одговорност е и на овие луѓе овде, одговорност е и на сите што останаа дома. Има да излеземе и прво изборите да бидат успешни, второ да бидат исто така повторно демократски, кристално чисти.